Парите наменети за развој на истокот ќе одат во џебот на гласноговорниците на СДСМ, обвини денес на прес ВМРО-ДПМНЕ. Според нив, ребалансот на буџетот најмногу ќе се одрази врз проектите наменети за развој на овој дел од државата. Во образовниот процес гледаме дека се намалени 9% конкретно од буџетот на Универзитетот Гоце Делчев. Сега да не навлегувам зошто и како е зголемен процентот од 30% на државниот Тетовски универзитет, оставам на граѓаните да одлучат. Значи, тука имаме инвестиција една која беше многу важна, а тоа е браната на реката Козјак, за кој што има проекти предвидено да се гради, меѓутоа е стопиран и тука се намалени тие средства. Освен на истокот, кратење имало и во други суштествени дејности, каде според нив не смеело да се штеди. Дали со кратењето на скоро 700 милиони денари за опрема и модернизација на АРМ, СДСМ ќе го оствари предизборното ветување за замена на излитените униформи на армијата и полицијата. Дали за само 2 месеца од нивното владење се подобри состојбата во образованието за која ВМРО-ДПМНЕ беше критикувана изминатите години. Па сега сме во фаза на кратење на вкупно 3 милиарди денари во образовниот сектор. Наместо таму каде треба, овие пари ќе завршеле во приватни џебови, тврди Димков. Истите овие средства сега ќе се користат единствено за плати и надоместоци на најголемите гласноговорници на СДС. Така наречени слободумни демократи, на кои не им чинеа досегашните политики на ВМРО-ДПМНЕ, токму таквите сега ќе се плаќаат од парите на граѓаните. На денешната пресконференција Димков зборуваше и за според него незаконската смена на функционери и поставување на партиски кадри.